Долгото жешко лето е во тек. Многумина уживаат на крајбрежието на некое езеро, река, море, но многумина полека се подготвуваат и за есента, односно почетокот на новата учебна година. А 1 септември секогаш со најголемо задоволство и возбуда го очекуваат првачињата и нивните родители. Да се започне една нова етапа од животот е навистина нешто посебно, но како да им помогнеме на првачињата и како да ги подготвиме за училишните клупи, еве некои интересни совети и насоки во разговорот што ќе го водам заедно со Ксенија Маказлиева Трајчева од Просветно дело. Ксенија, добро утро. Добро утро. Повторно сме ваши гости, овој пат за да ставиме акцент на оние што доправа треба да седнат во училишните клупи и да ја пречекаат есента и новата учебна година подготвени. Како треба всушност првачињата да се подготват за наш школ? Знаете како прво одделение е голем чекор напред, значи влегување во еден нов период од животот, како за децата, така и за родителите. Сите тие популарни забави, нели, кои се организираат на почетокот од учебната година за да им се посака среќа на децата во воспитно-образовниот процес, сето тоа си има своја функција. Но додека е летото, треба можеби малку повеќе како родители да посветиме внимание на нашите идни првачиња, особено во она да ги подготвиме некако за она што ги очекува во училишните клупи. Некои од нив оделе во градинка, други не оделе. Тие што оделе од градинка веќе имаат некаква представа што ги чека во училиште, меѓутоа тие што израснеле дома во домашен амбиент, ова е навистина сосема ново искуство за нив. Затоа треба да посветиме малку повеќе внимание, да се обидеме да ги седнеме на маса, да им дадеме да пишуваат одредено време, да вежбат, да цртат, да бојат, да го вежбат терпението, да знаат дека на час треба да бидат примерни, дека треба да бидат мирни, дека треба да ја слушаат учителката, да им дадеме минутка, две, да седат на маса без да станат, без да прашат нешто, чисто колку да имат представа што е она што училиштето ќе го побара од нив. Но секако сето тоа се постигнува тешко ако немаме соодветна литература која што ќе им ја понудиме на децата за да ги заинтересира и да им ја разбуди пред се желбата да бидат ученици. Затоа ние во годините наназад создадовме богата програма која што е наменета токму за таа предучилишна возраст или за големата група од градинка која што има за цел да ги подготви дечињата полесно да зачекорат во прво одделение. Дел од таа програма се и книгите Детски свет 1 и 2, која што ги обработува сите теми кои што им се потребни како предзнаење во зачекорувањето во прво одделение. Интересно за овие наслови е што имат интегриран пристап, тоа значи дека ги обработуваат сите теми од сите аспекти. Ако зборуваме да речеме за јаболкницата, ние опишуваме што е тоа, дали е растение, дали е живо суштество, колку јаболки има на јаболкницата, кои бои се употребени и така натаму. И така децата низ игра го осознаваат светот околу нив, но и оние неопходни општи знаења кои што им се потребни кога ќе влезат во прво одделение. И сето тоа за да биде целосно интегрирано и целосно употребливо, тука се и стиховите на Киро Донев, кои што сите теми се покриени со квалитетни книжевни прилози или содржини, кои што ете пак на еден убав книжевен јазик им го доближува светот околу нив. И освен Детски свет 1 и 2, имаме букварки, тука се азбука од планетата Азбука, ХХ од Ч до А, понтон за деца од Наум Попески, календар на детството од Киро Донев, првачиња Ета и Владко, Дете сладко, една интересна сликовница која што се нарекува Зборувалки, која што е логопедска сликовница, односно има за цел да им помогне на децата за правилен говор и изговор, особено на оние букви кои што се потешки за изговарање или кои потешко ги изговараме кога се наоѓаат во одреден збор кој што е
тој може би повеќе сложен и покомплициран за изговарање. Токму затоа, порака до сите родители, да ги посетат книжарниците, да набават барем дел од таа литература што е наменета за нив, со една единствена цел, да им помогнат на своите деца да го осознаат она што ги чека во прво одделение, но и самите тие со своите деца да поминат квалитетно време, затоа што знаете кога ќе станеме возрастни забораваме што е она што ги мачи децата. Меѓутоа, кога ќе се вратиме на темите кога ние сме биле во градинка или во предучилишно образование, несвесно и сосема неповикани доаѓаат спомените од нашето детство. Па тука се развиваат муавети, јас кога бев прво одделение вака беше, сега ти кога си прво одделение и така натаму, но она што е најважно од се, не смеат децата да веруваат дека ги чека нешто неубаво во училиште. Значи, мораме да создадеме позитивна атмосфера, со позитивен став да зачекорат во училиштето, но и да знаат дека освен своите правила, ќе имат и нови обврски кои што ќе морат да ги почитуваат од десен, но тоа никако не значи дека е лошо искуство. Напротив, училиштето е забавно толку колку што ние возрастните ќе умееме тоа да го направиме со нашите пристапи, со изданијата и со она што ќе им го понудиме како интеракција. Денешните деца сакаат да бидат присутни во се што се случува. Сакаат да бидат дел од приказните, сакаат активно да бидат вклучени, љубопитни се, но секако не ги забораваме и дигиталните можности, затоа што во дел од нашите изданија веќе се аплицирани дигитални содржини по пат на QR кодови, кои што лесно можат да ги скенират и да ги слушаат содржините од книгите. Тоа е со цел да го слушат правилниот говор и изговор на нашиот македонски јазик, да ги осознаат буквите, но и гласовите, како правилно тие се изговараат и како полесно утре ќе можат тие и да читат и да говорат и уште побаво да се изразуваат. Ние утринава ќе израдуваме некој идно прваче и ќе им дадеме можност на родителите и идните првачиња да ја збогатат својата домашна библиотека со нешто од изданијата на просветно дело, односно детска радост. Што ќе биде тоа? Да, секако, еве Детски свет 1 и 2 ќе ги подариме ова утро на едно идно прваче со кој што изданија. Искрено се надеваме дека ќе го олесниме патот кон прво одделение, меѓутоа ќе им биде и многу забавно и многу интересно, затоа што самите книги содржат многу прилози и сликовници, и игри, и целата азбука имат на постер, така што, ете, ние го даваме предизвикот, а се надеваме дека ќе биде прифатен и успешно решен од нашите идни првачиња. Благодарам многу за соработката. И ви благодарам и вам.